Жителите од селото Полаки и гостите што пристигнаа во планинското мало Рамно брдо, каде што се наоѓа црквата Свети Спас, одбележаа еден од големите христијански празници – Христовото вознесение. На околу 1000 метри надморска височина на утринската литургија се собраа жителите од познатите полацки мала, оддалечени едно од друго по неколку километри. Почитувајќи ја традицијата на славењето на овој празник, дел од повозрасните жени беа облечени во изворна осоговска носија. Црковниот одбор организираше и славенички ручек. На соборот во Полаки присуствуваше градоначалникот Ратко Димитровски, кој заедно со председателот на местната заедница Полаки, Глигор Димитров, ги подели првите примероци од монографијата за најголемото село по површина во осоговијата Полаки. Идејата да се издаде делото Полаки за шопските краишта во Кочанско, чии автори се Илинка Атанасова и Љубинка Ајтовска, е на полатчанецот Глигор Димитров. Иницијативата за пишување на монографија на Полаки е неопходно потребно беше затоа што овој крај е тотално изолиран од цивилизацијата без слаба инфраструктура и до сега нема скоро никакви пишани документи. Оваа монографија е мала, но ќе даде иницијатива за да се напишуват понатаму многу повеќе монографии, затоа што селото изобилува со огромно природно богатство и многу богата историја има која што не е запишана во никакви документи. Според градоначалникот Димитровски, оваа книга е од големо значење затоа што на едно место се собрани значаен дел од научните сознанија за овој крај и ќе представува солидна основа за натамошните истражувања за Полаки. Наскоро ова дело ќе биде промовирано и пред кочанската јавност.